Нова година, стари желби за клинички центар, што според сегашните планови треба да се гради во 2026, а најверојатната локација ќе биде сегашната 8 септември и имотот околу овој објект познат како Стара воена болница. Има идеи до него да се стигнува и со подземни сообраќајници, а колку пари ќе чини не се знае, но министерот Азир Алиу вели дека тука ги има сите неопходни услови. На новогодишниот брифинг со новинарите Алиу посочи дека поради административен молк, јавното предпријатие Градски паркинг 2 години без никаков договор стопани сувало со паркингот на стариот клинички, а сега ќе мора со тие пари да се инвестира назад во така наречен паметен паркинг систем, кој ќе вклучува апликација и мапа за слободни места на вашиот телефон, што треба на пролет да биде готов. Мораме да имаме нов клинички центар. Знаете дека се работи од страна на експерти, анализа прават и временска рамка и финансиска рамка. Очекувам дека првата половина од 2026 веќе да имаме најдобар паркинг инфраструктура во државата, значи потполно смарт паркинг, исто така и катна каража. Во однос на скандалот со без потреба правени операции на срце што годинава остави црна дамка во кардиохирургијата, Алиу потврди дека граѓани се уште пријавуваат случаи, а експертите од странство допрва ќе ги разгледуваат оние 25 досиеа, од кои за 10 внатрешната комисија веќе утврди дека се на пациенти што биле оперирани иако не требало. Јас очекував оваа недела да имаме првична онлайн сесија со нив. Не можевме бидејќи немаме договор со еден од експертите, ќе мора и тој да се врати надвор од државата кај што он престојува, да се врати документите да не ги достави, да се потпише и со него, за да можеме официјално да имаме веќе и вие да ги знаете и CV-ата и кои се експертите, и официјално првата средба да и биде помеѓу нас како внатрешна експертиза и нив, за да може истите предмети да почнат да ги анализираат. Во меѓувреме, ние веќе ги преведуваме сите материјали на англиски јазик, се при крај. Алиу смета дека за половина година во Министерството постигнал многу и покрај големите предизвици, бидејќи паралелно се инвестирало во болниците низ цела Македонија. Успеала и дигитализацијата на дел од плановите, со чија помош сега врз основа на точни податоци може да се креираат здравствени политики.